Потребен ли е театар? Се прашуваат илјадници разочарани театарски професионалци и милиони луѓе уморни од него. Што ќе ни е? Во годините кога сценското дејство е толку ништожно во споредба со плоштадите на градовите во земјите во кои се одигруваат трагедии од вистинскиот живот. Што ни представува театарот? Позлатени балкони, кадифени седишта, валкани кулиси, измачени гласови или обратно, црни кутии, извалкани со кал и крв, заедно со куп, бесни, голи тела. Што може да ни каже? Се. Театарот може да ни каже се. И како боговите живеат на небо, и како затворениците скапуваат во пештерите, и како страста возвишува, и како љубовта погубува, и како добриот човек не е потребен, и како измамата царува, и како луѓето живеат по станови додека деца венеат по кампови за бегалци, и како сите потоа треба да се вратат во пустината, и како заљубените се разделуваат. Театарот може да ни раскаже се. Театар имало и секогаш ке има. И сега, во последниве 50 или 70 години, тој е особено потребен, затоа што од сите јавни уметности, само театарот се случува од уста в уста, од очи во очи, од раце в раце, од тело кон тело. Нему ни му треба посредник меѓу човек и човека. Тој не ја представува најпровидната страна на светлината. Не светлината од југ или од север, од исток или од запад, туку светлината сама по себе, што свети од сите четири страни и која е лесно препознатлива за секој човек, без разлика дали е непријател или добронамерник. Театарот потребно е да е различен. И од многуте најразлични форми на театар, токму архаичните, ќе бидат наискористувани. Ритуалниот театар не смее вештачки да биде поставен, наспроти театарот на цивилизираното општество. Светската култура се повеќе и повеќе се обезличува. Така наречената културна информација постепено ги заменува едноставните суштини и нашето можно запознавање со нив. Моја гостинка и соговорничка во ова издание на Кирилица е господјата Дилбера Атанасова, перикер и фризер во Народниот театар Битола. Иако Атанасова од неодамна е во пензија, таа е неуморна, инспиративна, ведра и мила личност. Таа 35 години успешно ги работи финесиите во театарските представи или видливата метаморфоза на глумците. Не е така едноставно, мои дами и господа, да се направи една театарска представа. Треба многу работа, визионерски дух, идеја, изразено чувство за естетика и на убавото и на грдото. Публиката ја гледа веќе сработената работа. Ги гледа глумците кои енергично на сцената ги играат делата на Шекспир, Чехов, Милер, Софокле, Еврипид. Но тоа е само крајот. А зад театарските кулиси стои цела редица професионалци кои му даваат дополнителна уметничка подршка, а и вредност на неговото височество, глумецот. Но, што може кралот без советниците, нели? Уметноста на создавањето не е секогаш во одлична реторика. Делата се тие кои го потврдуваат уметникот. А по 35 години работа во театар, стотици представи, богами тоа е огромно уметничко дело. Атанасова, освен во театарот, има работено и на голем број филмови како перикер фризер. Има работено на филмовите Збогум Румелија, турска серија која се снимаше во Македонија, филмот Медена ноќ на Иво Трајков, До Балчак на Столе Попов, Ослободување на Скопје на Раде Шербејџија, Трето полувреме на Дарко Митревски и уште многу други. Моментално се наоѓаме во магичната соба во театарот, во собата каде што глумците влегуваат со својот едноставен, вообичаен изглед, но одовде излегуваат со онај сценски изглед. Станува збор за перикерницата, местото каде што се случува таа магија, сценска магија и она целосно надополнување на идејата на режисерот. Дали повеќе би можеле да не поведете токму во ова место, каде што се случуваат сите тие
алхимичарски работи. Да, баш така. Ова е магичното место што многу малку луѓе и публика која што ја гледат представата го знаат. Тие ја гледат представата готов производ. Не знаат што се случува назад. Не знаат дека за таа представа постои цел тим на луѓе, сценографи, костимографи, гардеробери и све, меѓу кои да кажам дека сум и јас, фризер, перикер. Значи, тие го гледат тоа, меѓутоа не знаат дека овде сите тие глумци се шминкат по потреба, како за кој што треба, и дека тука тие мустаки, бради, перики, дека изработката е баш во оваа просторија. Ништо не е купено, тука се изработува. Мислам, има купено, ама и повеќето од моја рака, да кажам, чиста коса, природна, многу слабо се работи со вештачка коса. И така, ова е магичниот простор. Глумецот кога доаѓа в театар, прво тука влегва. Па после си оди во својата гримјорна. Али неговото место е прво тука да ја отвори вратата. После доаѓаат, се шминкат и така. Моментално, како што напоменав, се наоѓаме во перикерницата на Народниот театар Битола. Место, културна установа, каде што може да се каже дека е означен почетокот на театарскиот официјален живот кај нас во Македонија. Од 1980 година функционира ова нова зграда на Народен театар Битола. Предходно, вие повозрасните се сеќавате на она доста озборувана театарска зграда или стариот театар, како што го викаат битолчани. Театарскиот живот во Битола влече корен уште од многу одамна и кога станува збор и за актерска игра, и за сценска поставка, односно сценографија, за светло, за сето тоа, секојаш акцентот се става на нашиот Народен театар Битола. И сега, овој разговор јас го потегнав, најмногу поради тоа што публиката го гледа актерот, ја гледа режијата, но една театарска представа има многу работа, она работа која не ја забележува публиката, затоа што, како што кажавте, токму го забележува онај готов производ. Кога станува збор за шминка, за фризура, за перики, во јавноста неофицијално поинаку се сваќа, но кога станува збор за шминка и за фризура во театар, тоа веќе се става еден голем акцент, силен акцент, затоа што тоа значи и плюс уметност на сцена. Колку има работа кај вас? Колку има соработка од една страна и со режисерот, и со актерите, што всушност вие правите? Па вака, соработката е и со режисерот, и со актерите, и костимографот. Костимографот го прави костимот и тој знае и горниот дел на актерот, како треба шминката и фризурата. Додека се спрема представата, додека тие имат проби на сцена, во тоа време јас добивам инструкција од режисерот и костимографот, многу пати костимографот по договор со него, ќе ми кажи што треба. Да речеме, тој глумец треба таква фризура, овај глумец или глумица, без разлика, има представи кај што има помалце работа, да речеме. Ама има представи кај што има повеќе, ако ти дај за задача
да почнеш да правиш мустаки бради еден месец, од тука нема да си мрднеш. Ама, значи, изработката на тие бради и мустаки е тука и мислам сега малку и помалку се избегнува со тоа. Фризурите се, шминката е поќе. Глумиците се шминкат повеќе сами, сака да ми помогнат, бидејќи кај машките и тие почне да се шминкат. Некаде кај машките јас. Бидејќи еден одреден временски период, кога стануваше збор за театарска шминка и фризура, особено за шминка, започна да се избегнува сценското шминкање, сето тоа, особено кај актерите, но повторно се врати со оглед на тоа дека театарската сцена располага со светло, па точно се знае каде што сето тоа во театарската игра. Колку е потребно да биде присутна шминката кај актерите? Значи, порано актерките, зборувам за женските, тие обавезно се шминкаја, додека машките многу слабо. Скоро никој. Меѓутоа, со текот на времето, кога дојдоја помладата генерација, почнаја и машките да се шминкат. Значи, мислам дека без разлика дали е тоа машко или женско, на сцена за да излези, без една подлога, без течна пудра, малку окото да го изрази. Нормално косата, зависи како треба. Дали треба гел да стави, дали малку да се исчешла, да биде убав или како било, да си стави лак. Значи сега комплетно сите. Без разлика машко-женско. Зависи, пак ќе речам, како треба во која представа. Во некоја со повеќе шминка, некоја помалку, али секој треба да биде со тој основен тен кој што го велиме. Тој е основен тен за да излези на сцена. И сега ќе ве вратам во минатото малку, во функционирањето на стариот театар во Битола и со старата постава на актери овој театар, затоа што, како што напоменав и претходно, има доста глумци кои сме познати на Балканот и во Европа со нивната театарска игра, но ете, од прва рака, од вас, како близок соработник со нив, колку беше интересно тогаш и кои беа интересни моменти вака да се сетите малку? Па вака. Морам да кажам дека моите први почетоци се во стариот театар. Тоа беше некаде 78 година. Морам и тоа да го кажам дека пред да одам таму, пред да одам во театарот, јас имав 10 години свој приватен дуќан. Благодарение на мојот сопруг, јас влегував во театарот, гледав представи, па влегувајќи внатре, влегував и во тамошната перикерница, кај мојот колега Коле, кој понатаму со текот на времето ме научи и на занаетот. Значи, пресудно беше една представа детска, 78 година, кога бабецот сакаше, во представата Убавицата и зверот, кралиците да имат убави фризури. Дојде еден ден надуќан и вели, дојди да ми направиш фризури, да видам на тие две глумици, Олга Номовска и Радка Чорева. Па ќе видам, вели, ако ми се бендиса. Отидов, ги направи фризурите, му се бендисаја, тие беа некои генерални проби
од утре вели доаѓаш да работиш. Јас одам, меѓутоа не да работам вработена, него да ги работам тие представи. Одејќи така, мајсторот Коле, бидејќи то беше мало место, 3 гримиорни, 4-та гардероба, 5-та фризерница, перикерница, и тоа е тука, и мораш да бидиш секојаш заедно. Вели, и така ти идиш тука, дај јас да те научам перикерство. Мажот ми му вели, ајде Коле, не зборе, вели таму, како вели тука жена ми да работи никако, тај ќе си работи надуќе. Ние по двајцата со мајсторот, ајде почнувам да работам мустак. Па ми се виде искрено лесно. Не знам, можда така сваќам или... Го направив едниот мустак, па ајде другиот ден друг, бидејќи доаѓав. Сето тоа се влечеше 2 години. 2 години. За тие 2 години јас перикерскиот занет комплет. Од перика, од мустаки, од све, мислам, комплетно се. Сега, покрај представата Убавицата и зверот, се работа и други представи. Ајде си влегувам во друга, во трета, така да поминеа тие 2 години, кога се отвори ова зграда, кога се отвори театарот, новиот. Во тоа време се спремаше една представа, се руши стариот, не бевме овде преместени, некако цел материјал беше во музејот. Така да за таа представа, голема представа, Залезот на дезерската земја, имавме многу работа, во која јас, како нов ученик, морав да направам се. Имаше многу бради, многу мустаки, имаше перики, па месец и пол работевме таму во катастрофални услови. Есен, студи, промеј од сите страни. И за кратко овде се спреми се преместивме овде и премиерата 1980 Залезот на дезерската земја. Голем спектакл, многу, сите артисти наши, статисти, хор, сцената топ полна, работа ептем. И од тогаш продолживте да работите заедно. Продолжив тука, во тоа време одма, кога влеговме овде, мојот мајстор си отиде во пензија. Значи, останав сама. И до ден денес сама. Дали е то изработка, дали е то лепењето веќе крај, завршно, значи кога веќе сум го направила и после го лепиш за секунда. Мастик со тука и јас си продолжив овде. Значи, важи за мене тоа златно правило. Кој што влегол в театар и помирисал мастикс, тој нема да излези. Тоа е тој мастиксот магичен што привлекува тука. Она што е интересно, кога претходно се подготвувавме за овој разговор, кога ми објаснувавте која е постапката на подготвување, односно на создавање на перика и мустаки, тоа е многу интересно бидејќи се користи природна коса. Так. И тоа е доста интересно и самиот начин на подготовка. Гледачите ќе имаат можност да погледнат како сето тоа се создава, бидејќи сето тоа вие го работите овде сама. Тоа е доста интересно. Бидејќи имате работено на многу представи. Јас ќе се осврнам на представите Свирач на покривот. Веќе ја споменавте Убавицата и зверот. Так, Убавицата и зверот беше прва, после тоа се редеа многу. Ете да ја кажеме почетокот тука исто голема представа, спектакуларна, мислам, Залезот. После тоа никогаш не сакам да ја одминам, а да не ја кажам Свирачот на покривот. Тука тоа беше пред 9 години, баш можда некаде во јули се работеше таа
Та беше исто голема представа, многу убава представа, мюзикл. Исто имав многу работа, многу мустеки, многу бради евреите, сите со бради, со мустеки, рабините на капчињата со локнички. И така, јас ја спомнувам таја, затоа што работиш многу, а дома имаш некаков проблем. Во тоа време мажот ми беше многу болен. Мене никој не ме знаеше што имав јас дома и каков проблем. Морав тука да бидам и да работам, затоа таа представа ја спомнувам секогаш. Таа се спремаше за Охридско лето. Ги направив сите, имавме проби тука све. Отидовме и на Охридско лето. Отидов и јас нормално. Дома болен мажот ми, али работата е работа, тоа сакам да кажам. Дека овде не можам, или сум болен, или имам боловање, или тука е крај. Можда дека јас бев сама. Меѓутоа, нема таква работа, нема, значи. Зато сакам да кажам, отидов во Охрид, мажот ми болен. За жал, кога се вративме од Охрид, после 9 дена почина. Ми е зборот дека шо и да имаш овде Постојано течеше работата. Да. И она што е интересно, затоа што гледајќи и следејќи ги другите театри, особено на Западот, кога станува збор за создавањето на периките, кој се составен дел од актерската игра, односно од она што се создава на сцена, и шминката, на Запад работат повеќе луѓе. Еден шминка, еден шминка, друг прави фризура, трет перики работи, а вие овде сама тоа го постигнувате. И тие се жалат дека им е многу тешко. А јас никогаш не се жалам. Никогаш не сум рекла дека ми е многу тешко. А тие секогаш. Бидејќи неодамна сте во пензија, Да. Во театарот 35 години работно искуство, сакам да го нагласам тој моментот и на театарска магија, и на создавање на една театарска представа, затоа што се тргнува од идеја, Да. и после 3 месеци се стигнува до едно дело кое може да екзистира на сцена повеќе години. Имаме такви случаи кај нас. И што е она што посебно вие би го издвоиле во овие 35 години? Затоа, ако зборуваме само за овој дел, за ова магична соба, може да се ставиме некогаш во рамка. Ама, кога ќе се тргне и за тоа, и театарскиот живот, актерите, режисерите, гостувања. Да. Па ние одиме. Целата таа интеракција која што се случува, па вие слободно можете да напишете роман. За сите контакти што се создават и за сите тајни и работи што се кажуваат. Тајните се тука. Крај. Тоа е најинтересен. Тајните се тука, нема излегвање. Мислам, соработката со актерите ми е прекрасна. И јас кон нив, и тие кон мене. Значи, ете, како што реков, поминале генерации, сум работела со најстарата генерација. Ацо Стефановски, Олга Наумовска, Радка Чорева, Јосиф. Значи да не ги набројувам многу. Потоа доаѓа друга генерација, па трета, па све. Сега имаме најмлада генерација, кој што од тие сите ме прихватиле, значи прифатена бев ептем од нив. Сега, младите, премногу. И јас, значи, така сум ги прифатила како мои деца, а тие ме осеќат како мајка. Шо почнуваат веќе и долго време мајка или мама. Апсолутно, значи, соработка со нив, голема соработка. Ете, се случува, одиме на турнеи.
се поминува преубаво. Значи многу. Памтам многу турнеи овде. Мислам, ова што сум го поминала, не можам никогаш да кажам, да го заборам. Со многу представи сме оделе, меѓутоа морам една да издвојам. Парите се отепувачка. Таму И цел имаше свет. интересна и шминка. Шминката преубава, работа, мислам, нема многу актери на сцена, меѓутоа шминката е посебна, специфична. Двајца млади, Ѓорги Јолевски и Габриела Петрушевска, треба да бидат стари, маската безпрекорна. Во текот на представата таа маска треба да пука, бидејќи тие се стари, да се распаѓа маската. Се разбира заради жал за синот. После тоа, значи после 1 сат, да речеме, од представата, тие морат, тоа беше концепт на режисерот, треба да дојдат за 5 минути да се измијат, да се облечат, јас, шминката да бидат млади и убави. Тука Габриела нормално сама си се шминка, Ѓорги Олевски и јас, али тоа е една брзина, не можам да кажам каква. Искуство. Нормално. Па воопшто јас ме знаат како брза, ако не сум брза за 1 сат, актерите доаѓаат 1 сат пред представа. Има представи кои што се, да речеме, потешки, сат и пол максимум, али за 1 сат све, 5 фризури, машки, било кој, значи, помагам и кај машките, затоа што нормално фризура треба гел, да го залижиш или настрана, како и да е. Меѓутоа мора секој да го пофатиш на косата. Тоа е за 1 сат, со виткање, коси, со све, не е само директно ајде чешлај. Мораш да ја навиткаш па да ја исчешлаш. Фризури, убави, големи, тешки, ама таа фризура треба максимум 5 минути до 10 кај еден актер, кај една актерка. Оно што е интересно, бидејќи моментално ансамблот на Народен театар Битола се млади луѓе. Так. И Да. што се случува, ете, на пример, кога треба да се создава еден лик кој повозрасен на сцена? Да. Дали знаете вешто да ги остарите? Се разбира. И како се случува сето Се тоа? разбира. Па, добро. Зависи како со поспецифична шминка, нормално. Зависно од режисерот како ќе побере, дали тој ќе биде некој старец со мустеки, со перика побелена, да речеме свет да биде. Али се успева. Се успева во секој случај. Не знам колку да е млад, нека е 20, 25, 30 години, тој ќе биде старец од 70, 80 години. Бидејќи сепак ова работа, перикерството и шминкерството, особено, значи морам да напоменам, кога станува збор за театар, е еден специфичен занает, затоа што она што ќе се направи во моментот останува и затоа што нели се прават и фотографии, останува запаметена. Да. Како вие го учевте целиот тој, затоа што е сепак еден комплет на занаети? Да, добро. Бидејќи сега нели имаме Так. помлада генерација, млада генерација која доаѓа, Так. доправа треба да го учи. Ете, Искуство тука е во секој тоа е случај. многу проблематично и главно прашање. Јас бев фризерка, нормално, шминкер со текот на времето, љубовта, желбата за така нешто, значи дарба имам исто, морам да кажам дека добро цртам, многу убаво цртам и можда и то значи допринесе да ја си ги шминкам убаво. Али перикерството, да бидам скромна или нескромна, дека е многу слабо застапено во нашава држава. Тука сум една, да речеме во Битола, една, единствена.
Ете во Македонија може да се избројат на прсти. Не знам, се сомневам за македонскиот театар. Сега се сомневам и за драмски. Знам колега во турска драма добро работи. Сум научила една ученичка која што моментално е во Прилепски театар. Али таа е една и единствена. Имаше желба по препорака на Џумерко. Молим те, ќе ја научиш, ќе ја научи. Жената сакаше да се научи, сакаше да биде вработена в театар, научи и се вработи. И толку. Тоа е, мислам, немам да кажам кој е друг перикер. Сега, мислам дека никој не сака од младите. Не им се допаѓа работното време во театарот, не им се допаѓа, значи, дали имал слободен ден или не, кога ќе им кажам дека јас во моите 35 години немав ни еден ден боловање, дека ни еден ден не отсуствував од тука, не боловање, нешто да ми требало. Ете, имаш свој работи, имам деца, сум правила свадби, да речиме за децата што е голема работа, така? Точно. Сега морам и то да го спомнам, бидејќи сме тука. Јас направив свадба за керката, а утредента свадбата беше до 2 ноќе, а утредента са бајле ние одевме на турнеја во Албанија, во Саранда. Преморена. Значи ја правиш свадбата за своето дете, а са бајле одиш. Се знае каков умор е свадба. Значи, сакам да кажам дека нема работно време, што мене, мислам, не ми причинуваше, да речеме, отпор дали јас имам слободен ден или немам. Јас идам, доаѓам на работа, кога ќе има, читам на распоред, има, тогаш е добро, во ред. Доаѓаш се бајле, доаѓаш навечер и то сето си оди, 35 години. Поминаја. И зато сакам да кажам дека младите не сакат. Ау, како немате слободен ден, не се знае, се знае, одиш само од бајле, одиш од поручек, ти ја барат некое работно време. Нема работно време. Ја сакаш тука работата или ја некиш. Ако ја сакаш, крај. Јас ова го сметам, овај простор, овај театар е мој втор дом. Ако се зима и предвид колку време се поминува. Мој втор дом, а глумците се моето семејство. Отлично. Да. Дали често режисерите, костюмографите се консултираат со вас? Да, тоа нормално. Зашто точно станува збор за... Тоа е прво. Седнуваме, тие си имат концепт за својот костим. Режисерот многу пати остава на костимографот. Костимографот доаѓа и ми кажува дека костимите се овај век, костимите се сега, да речеме, во денешно време и се знае фризурите за тој период какви се. Се договараме со него. Се што ќе ми се дадела задача, се сум исполнувала. Никогаш не било да речето ти Билбера не го направи тоа или не е така. Имавме секогаш заеднички збор, костимографот наш, тука што е постоечки, Благој Мицевски. Со него имаме најдобра соработка, можем да кажам. И јас ќе му кажам нешто, ќе му предложам и тој, така да немало проблем. Секогаш и со режисерот исто. И деле режисериот... Токму така поради, затоа што цел свет скоро. Од каде не? И немало проблем никогаш, навистина. Оно што ми е интересно особено, бидејќи моментално на репертуарот на театарот има разни представи за сечи вкус, почнувајќи од комедијата Кокошка, Антонио и Клеопатра, една историска драма,
Метаморфози, Последната ноќ, Иванов, уште многу представи и она што е интересно, Кралски игри, сега ново. Најновата представа. Не морам да ја споменам и таа преобразба. Мора да се случи, значи, тоа е обврска на актерот, но од друга страна, вие во одреден момент работите во 21 век, во 20 век, во 18 со Антонија и Клеопатра се враќате многу во минатото. Дали е потребно да си има едукација за сето ова? Како се едуцирате во смисла? Како се снаоѓам со... Токму така. Да што. Па вака, некогаш било баш она да биде тој век, па да биде така. Меѓутоа сега некако удат на посовремено, млади ни се костимографите, ете во... Иновативни. Кралски игри, Андреј Георгиевски ги направи костимите безпрекурни, мислам, преубави. И така, модерни, да речеме, не од некогаш, од некој време, од некој век. Така да и фризурите беа модерни. Значи сепак е битна таа комуникација во секој случај. Да. Се прави нешто современо, е комуникација нормално, со него суете. Моментално за кралски игри. Андреј, сакам ова вака да биде, ова глумица така да биде. После да има промена, се прават многу промени во текот на представата. А тука има трчање. Значи, за кралски игри почнувам пред сат и пол. Ги средвам сите глумци, почнува представата, почнуваат промените. Така да додека заврши представата, јас сум на нога. Сега треба вака да биде ваков реп завиткан со златна трака. Ајде сега за 10 минути друго, кај овај актер промена, кај друг. Сме правиле промени, мислам сум правила промена и во темно. Исто како некој да ти ги затвори очите, а ти само ја гибаш на косата, клаваш перика или правиш некакви плетенки. Имало многу представи, не можам да кажам. Значи дали ова или таја, апсолутно се прават промени. Сосема поинаку да изгледа актерот. Еве, ќе ја кажам, сега моментално ми текна на Калуѓерички тишини. Глумицата Сузана Киранџиска имаше цело време додека играше долга незина коса, бујна, све. Значи во текстот се кажува дека таа е ошишана и таа треба да има многу кратка коса. Значи, каде, назад, позади сцена, за неполна минута, таа коса незина, бујна, се бери, се собира и само одназад има многу малку место. Клекнувам да не ме види публиката и ја ставам периката, излегва со кратка коса. Во моментот тоа ми текна таа промена, мада има многу промени, али ова е интересна која што ќе се запамти. Тоа е доста интересно. Да. Театарското живење можеби е основата на културата во општеството. Најважно дали станува збор за на наша територија, дали за светот. Ете, бидејќи вие сте активна во театарскиот процес, во раѓањето на една представа. Дали може вака неконвенционално? Што значи театарот за еден човек? За негово културно издигнување во општеството? Театарот. Со два збора едноставно. Целата култура е тука. Значи, и самиот театар, самите процеси, самите представи, работата тука со сите луѓе. Значи, ја стекнуваш таа култура, ја стекнуваш таа интелигенција. Значи, ова е школа фактички за култура и интелигенција.
Зависи како кој ќе го свати, али за мене лично културата е тука. Тука е, нема, се среќаваш со разни луѓе, одиш, турнеи, се враќаш, доживувања, сето култура од секаде, мислам, се носи се. И затоа мислам дека театарот е тој кој што, мислам, школа за култура. Нема шо, по мене. Што мислите? Може ли театарот со добра игра да ги надополни недостатоците на драмата? Недоразбирањата, протестите, митинзите, делбите му ја одземаат силата на театарот. Кризата низ која минува ова овде и сега е се подлабока. Отворена е кутијата на Пандора, на улицата ни се окотува волчица. Трагичното овде и сега ќе бара од театарот одново и одново да ја преиспитува сопствената функција. Очебино е дека ќе му биде потребна огромна енергија за да одговори на судбоносното прашање. Што да се прави кога реката на животот се излеела од коритото и ги поплавува сите надежи? Театарот ќе мора овие потресни библиски фрески и гротески и сите други настани од сполавениот уличен театар на нашето неспокојно катадневие да ги внесе во својот храм, каде што им е местото, и да им го подметне старото Хамлетово огледало на природата, кој на доблеста и овој пат ќе ги покаже незините црти, на презирот неговата слика, на самиот век и телото на времето, нивниот облик и отпечаток. Да излеземе сите од зимата на нашето незадоволство и да влеземе во пролетта на театарот, каде што нетрпеливо не чека нашиот Дионис. Во бестрага со игриците и компјутерите. Одете во театар, зафатете ги местата во партер и на балкон, заслушајте се во зборовите и загледајте се во живите слики пред вас, се случува театар. Не го занемарувајте и не го пропуштајте за време на својот брз живот. Театарот е потребно да е секаков.